биткоин проби многу клучни резистенс нивоа и сите очекуваат дека влегуваме во бул маркет. Затоа добре дојдовте во уште една малку поопширна анализа на биткоин и на целиот крипто пазар. Да видиме што се случуваше изминатиот период и да видиме што може да очекуваме да се случува во наредниот период. Ќе скокнеме директно најпрво тука во VIP групата. Значи на 14 август, уште пред една недела некаде, им го јавиме ова на членовите. Ова е таа слика дека имаме веќе 3 месеци пресилна компресија на биткоин. Значи гледаме тука цело време, многу ретко се случува ваква компресија и им објавив дека после таа компресија очекувам следното движење да биде агресивно. Неизвестно беше каде ќе се случи, нормално имаме сигнали кои укажуваат дека ќе одиме и надоле, а имаме и сигнали кои укажуваат дека ќе одиме нагоре, како што беше RSI и RSI стокасти кои беа на дно и нормално сите очекуваат дека пазарот ќе се движи надоле, а знаеме дека обично пазарот не оди во полза на мнозината. И затоа го имаме ова агресивно движење. Може тука да видиме многу јасно, еве го. Значи ова е тоа што им го имав објавено во групата. Значи гледаме тука веќе 3 месеци од јуни некаде, јуни, јули и цел август наваму. Значи таа компресија и гледаме тука еден агресивен памп од околу 13%. Значи, тоа е премногу за биткоин. Да скокне околу 10 на 12.000 долари за 1-2 дена е премногу, затоа што ја пробиме оваа зона од 67.000 долари, ја пробиме и оваа зона од 68.000 долари многу брзо и веќе прв пат се наоѓаме над 200 moving average. Значи, ова зелена линија што ја гледате тука е 200 неделниот просек на движење и гледаме дека тука многу пати се одбиваше во овој bear market. Значи, последно сме се наоѓале над таа линија некаде во октомври-ноември. Значи, откако во ноември паднавме под неа, цело време биткоин се движи под овој просек на движење. Значи, од ноември наваму, значи во изминатите речиси десетина месеци, биткоин за прв пат се искачува над оваа 200 moving average линија. Сега, дали тоа означува влез во bull market? Имаме многу шанси да го достигнеме дното, некаде околу 58 до 60.000 долари, но да видиме сепак, треба да бидеме внимателни и да следиме се што се случува. Ќе се вратам тука малку поопширно, што очекував. Ова многу пати беше објавено на анализи, значи може да ги видите на претходните YouTube видеа, исто така и во бесплатната група и во VIP групата, ова беа зоните кои ги очекував за дното на овој bear market. Значи им кажаме на сите членови дека тука ќе акумулираме. Штом се спуштиме некаде од 60 до 70.000 долари, почнува нашата акумулација на биткоин, а доколку се спуштиме во оваа зона, каде што очекувам да биде последната зона, значи дното за овој циклус, им кажаме дека ќе акумулираме агресивно. Значи максимално акумулација во оваа зона. Сега, гледаме дека само што се спуштиме во таа зона, значи со самиот влез, биткоин неколку пати се спушти по 60.000 долари и брзо се враќаше над 60.000. Значи голема е веројатноста дури да го имаме достигнато дното, но сепак постои шанса повторно да се упатиме надоле. Зошто? Ќе го видиме сега. Значи тука се наоѓаме на дневно ниво. Ова се зоните нели кои ги обележавме, меѓутоа ќе одиме малку пошироко да видиме на неделно ниво што се случува. Еве го, движењето на биткоин, еве значи таа силна зона за акумулација и последната која ја очекував, но внимавајте, за да имаме потврда за bull market. Значи сега тоа што се наоѓаме на дневно над 200 moving average е одличен сигнал, меѓутоа за да имаме потврда за влез во bull market, треба да ја пробиеме оваа клучна зона. Значи, оваа црвена линија, ова е супер тренд линијата која го држи биткоин надоле и ова е 50 moving average, значи 50 неделниот просек на движење на weekly. Значи, ова е главниот сигнал, главниот просек кој треба да биде пробиен. Значи, од ова највисоко, да кажеме, тоест најнизок врв, затоа што ако видиме тука, гледаме еден јасно, очевиден даунтренд на биткоин, значи гледаме ова што е како скала, имаме пад, имаме едно дно, имаме понизок врв од претходниот. Повторно имаме пониско дно од претходното, повторно имаме понизок врв од претходниот. Значи сите овие врвови представуваат силни резистенс зони, зони на одбивање, да кажеме, на отпор, и сега, за да имаме, значи тука може јасно да видиме како сите тие тука се спојуваат, значи тие зони, за да имаме потврда за bull market, биткоин треба силно да ја пробие оваа зона, значи овој последен најнизок врв, исто тука се наоѓа и супер тренд индикаторот, исто тука се наоѓа 50 moving average, кој е најголемиот сигнал, значи за потврда на bear или на bull market. Значи штом ја пробиеме
оваа зона и затвориме неделна свеќа, не дневна, туку неделна свеќа над неа и уште една, па дури со ритест, значи да одиме неколку недели да се држиме над таа линија, тогаш може да очекуваме дека влегуваме во нов циклус, дека влегуваме во бул маркет и да одиме, значи нели да очекуваме нови врвови, каде што следна резистен зона би била некаде околу 88, па потоа 97, значи тоа е овој врв овдека, следниот. И после 97, значи имаме психолошка бариера од $100,000 плюс минус и нагоре може да очекуваме во следниот циклус биткоин да оди преку 150 па дури $200,000. Меѓутоа, сега иако имаме ваков скок, додека не ја пробиеме оваа клучна зона од 78 до $82,000, значи некаде овдека, додека не ја пробиеме и затвориме неколку неделни свеќи над неа, немаме потврда за бул маркет. Значи се уште постои можноста да се симнеме пониско, особено ако ги пуштиме тука индикаторите, ќе видиме RSI стокастик и RSI се искачени на врв. Значи тука RSI стокастик го имаме на 100, RSI на 79-80, што е превисоко, и исто така кога пуштиме нели тука ликвидацијската мапа, ќе видиме тука веќе на 24 часа, ако сакаме да гледаме макро состојба, ќе одиме на 3 дена на неделно ниво да видиме каде се наоѓа ликвидноста. Како што може да видиме тука на 48 часа имаме еден голем кластер надоле према $65,000. На 3 дена кога отвориме, исто ќе видиме еден голем кластер надоле према $63,000. На weekly ако ја отвориме, ќе видиме исто така, значи неколку кластери надоле према $62,000. Значи имаме огромна ликвидност надоле према $62,000 и затоа веројатноста голема дека биткоин повторно може да се спусти надоле. Особено ако гледаме историски, внимавајте сега. Ако гледаме историски, тука ќе се вратиме повторно на неделно ниво, дека ваквиот памп може, не мора да значи, како што кажа, значи со тоа што се наоѓаме на дневно ниво над 200 moving average, е супер сигнал и може да продолжиме нагоре, меѓутоа треба да сме спремни да го гледаме и она, да кажеме, bearish, негативно сценарио, затоа што ова не се случува прв пат, ова може да биде еден fake out. Ќе се вратиме тука во bear маркетот во 2022, внимавајте, значи имаме една слична ситуација, биткоин паѓа, имаме значи тука downtrend, може да го забележиме истото, паѓа под ова нели 200 moving average линија, гледаме тука опаѓање и сега исто во што го имаме сега, видете, еве го, значи имаме затварање над неа во август. Значи тука може да забележиме август и повторно во наредните неколку месеци еден даунтренд каде што достигнаме дно некаде околу $16,000. А доколку се вратиме наназад, исто во 2018 година, да одиме во август, еве го, каде е август, септември, октомври, август. Исто во 2018 година август, видете, значи после тие падови во август имаме скок на биткоин плюс минус околу 23%. Не, ова е нешто повеќе, чекај. Околу 47%. Значи после овие падови околу 47% скок за повторно да се упатиме надоле да го најдеме дното некаде околу ноември-декември. Значи дното тогаш било околу ноември-декември во 2018, исто така по циклусот во 2022 дното е во ноември, $16,000 и затоа мислам дека треба да бидеме многу внимателни. Значи треба да сме позиционирани, ние веќе сме позиционирани за можноста нели да влеземе во бул маркет доколку ја пробиеме оваа клучна зона овдека, меѓутоа треба да сме спремни дека може да имаме уште една финална корекција надоле пред да го најдеме за дното. Следете не, споделете го ова видео со сите кои се интересираат и инвестираат во крипто, затоа што ние ќе продолжиме со вакви анализи понатаму.